الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost ovo всяка една пригода и прилика му припадва само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавато селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Време во кое живееме сме свесни за каков момент станува збор. За какво фитне неред настанат во тујна. Неред поради тоа што го спечалиле раците од луѓето. Така вели Аллах Джелешану. Све што нас ни се случува, не задесува, е поради тоа што го спечалија нашите раце. Овие големи ноксани кои се случуваат кај муслиманите, хасатен, специјално. Од непоштовање на нивната вера, на ислам. Број 1, не давање онај степен кој треба да го имат верата во животот на еден верник. И све после ова надолу, ова база за еден верник да биде успешен, негов темел треба да биде ислам. 24 сати во денот да живеат ислам. Не само кога имат потреба од ислам. 24 сати да живеат ислам. Потоа доаѓа нереспект, непочитување на родители. Пред ова непочитување на суннетот. Пред ова број 1 Куран, непочитување на Куран, непочитување на суннет. Не давање онај степен на родители кој треба да му се дај. Не давање степен на твои деца кој треба да му се дај. Хак, право. Не давање право на твојот брат верник кој треба да му се дај. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. Нема да биде прав верник, нема да има тамам иман комплет. Се додека не му го посака на својот брат она што себе си го посака. Нема. Рекол пегамбер алейхиссалам во тој хадис, кога правел амин кога се качувал во хутба. Амин, амин, кога го прашале за еден од тие амин, рече дојде Џибрил алейхиссалам и рече еден или 20 родители, ако доживеа старост кај еден и тој нема да влезе поради ними во џеннет, нека биде понижен тој. Неговиот нос, неговото лице во земја нека биде понижен, пропаднат тој. И сите овие денеска вредности морални се изгубиле ке верниците. Денеска се земат урник на некој други, а не на пегамбер алейхиссалам. Се земат кудуа, се земат пример за да го следи некој во живот на некој од некој други, не пегамбер алейхиссалам. Од некој можеби што е един душман. Се земат од негов живот што тој Аллах Джелешану не е задоволен од овој човек. Овој еден муслиман не сме да биде задоволен со ова нешто. Не сме да дозволи разврат во негова куќа. Оној кој ќе дозволи во негова куќа хадис, сахи. Оној кој ќе дозволи разврат во негова куќа, харам му е џеннет нема. Гледат разврат во негова куќа и го дозволи, е равнодушен спрема теа нешто. Забран му е џеннет на овоја. Харам џеннет за овоја. Излез од оваа криза, која не погодила на сите нас денеска. Гледаме каква ситуација со наша младина.
База на едно општество, главна желија, главна клетка е семејството. Ако ова не е вред, све што се гради над ова батил, ништо е. Зашто ова е база. Семејството. Ако не изградиме здрави семејства, како треба да одгоиме здрави семејства, што и да правиш ти над ова после, све тоа ќе се уништи. Те е батил. Како една куќа без темел. Тоа е исто. Ти гледаш денеска во џамија, 25, 30, 50 или 100 джематли, нивни синови ги немат во први сафови. Не правиме муаве за дете 5, 3, 2 години. Правиме муаве за 10, 15, 20 години дете. Кога било мало, веле да е мало. Сега кога е големо, вели нема што да му правам, големо е. И најжално, што сум го слушнал во последно време пред несел месец. Вели, моја черка има сега 18 години и што сака нека прави таа. Не ми е гајле. Ани во превод полнолетна е таа. По закони од дујна. Твоја черка и твое дете си одговорено кога се роди, додека ти или таа се пресели во суден ден. Си одговорен за неја. Ако има таа 60 години, ти 80, ти ще си одговорен за неја. Пегамбар алейхиселам одеше ке Фатима радијаллаху анха и негов зет Али радијаллаху анху да ги буди за ноќен намаз. Станите ноќен намаз. Во 3, во 2 на полноќ се секираше за негово дете. А тој вели, негова чека била полнолетна, што сага нега прави сега. Каков батил? Каков пример имаш ти? Од каде земвиш овај пример? Кој ти го тебе пласирал овај пример тебе? За да излеземе од овај батил, од ова темница, морат да земаме пример. Али пред ова број 1, велите Аллах џелешану: Инна Аллаха ла югајиру ма би каумин хатта югајиру ма би анфусихим. Аллах џелешану нема да промени една состојба на еден народ се додека тој не се промени. Се додека тој не сака да се промени, додека не почви да прави промени. Ако ние видиме ке нас некој батил и сме рамнодушни на тоа така ќе остани, само ќе се зголеми. Ако видиме ке нас, ке наша фамилија, наше место, некој батил, некоја невистина, некој далален, некоја заблуда, број 1 треба да го негираме најмало со наше срце. Најмало со наша уста, и ако можеме со наше раце. Да го промениме тоа нешто. Не смееме да останеме равнодушни на такви нешта. Никако. Али број 1 да почнеме да се променуваме, браќани. Да почнеме да го стредвиме или да го поправаме овај неред кој сме го направиле ние со налагање од некој дин душман и со пласирање на некои идеи, фикрој од некој дин душмани, а ние сме биле мета на тие и сме ги примиле многу лесно. Одма сме ги примиле. Наеднаш. Без никакво колебање сме ги примиле тие нешта. Велите Аллах џелешану: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Вие имате најдобар пример во вашиот пејгамбер за онај кој се надеват во Аллах и во суден ден и кој го спомнуваат на Аллах џелешану многу. Најдобар пример, број 1, извор, база е пејгамбер алейхиселам за нас. Овај живот, овај човек, ова биографија, Аллах џелешану е задоволен од него. Најдобро битие кое е дошло во дујна. Хатемен неби, печен на сите пејгамбери. Многу пејгамбери сакале да бидат од овај уммет. Поради пејгамбер алейхиселам, поради вредноста на овај уммет. Ја и ти се сме од овај уммет. И треба да го следиме животот на пејгамбер алейхиселам. Да ни бит пејгамбер алейхиселам наш пример, наш урник за живот. Ако не го земаме пејгамбер алейхиселам за урник во наш живот, сме пропаднале во дујна и во ахирет. Секој еден урник други имат ноксан, имат големи мани, имат големи пропусти. Пејгамбер алейхиселам, Аллах џелешану е задоволен од него. Пејгамбер алейхиселам ја објави, ја донесе објавата онака како Аллах џелешану му ја објави на него. Не испушти ништо, не додаде ништо, него како Аллах џелешану сакаше, така постапи пејгамбер алейхиселам со објавата и со негов живот. Пејгамбер алейхиселам, браќа, од сахаби. Кој беа сахаби? Најниски слој на луѓе што биле во дујна, што живееле.
најџахили луѓе што живееле во дујна. Правеле сеќде на кип од камен, од урма. Правеле без облека таваф околу Кјаба. Нивни женски деца ги закопувале во земја со нивни раце. Негов татко, негова черка ја закопува во земја со негови раце. Види каков џахилијет, какво варварство биле овие луѓе. Пегамбер алейхи селам со негов услуг, со негови методи, со негова благост, со негова милостивост, со објава од Аллах Желешану, со Куран и со негова пракса од овие луѓе вакви, направи најдобра генерација која се појавила во дујна. Најдобра, најморална, најголем ахлак, најголемо понашање што имале луѓе во дујна биле овие сахаби, после што пегамбер алейхи селам ги советувал и ги поучил на овие луѓе. Од ваков ниски слој на луѓе станае најдобрите персони во дујна. И денеска сите куфар му завидвен на нивни ахлак, на нивно понашање, на нивно остроумност, на нивни мани, особини и карактери кои ги имале овие луѓе. Пегамбер алейхи селам направи од вакви луѓе најдобри луѓе во дујна. Ќе спомниме неколку од методите кој ги имаше пегамбер алейхи селам во негово даве, во негов тербиет на сахаби, во негов одгој на сахаби, на негова породица, на негови комши, на уммет комплет. На негови деца, на негова жена, негови комши, негови сахаби и целиот уммет, какви методи пегамбер алейхи селам користеше во тербиет, во одгој на овие луѓе што ги направи вака големи овие луѓе. Број еден метод што секој треба да го има во негов живот, за ако сакат негов збор да вреди, за ако сакат негов насихат, совет да вреди, за ако сакат негов тербиет ке други да вреди, да биде кудватун хасене тој, да биде тој прв пример, најдобар пример, самиот да биде пример. Теа што го наредуват да бидат ке него. Теа што го забрануваат, тој да го имат ке него тргнато. Број еден, за да ти важи зборот, за да има тербиет твојот збор ке твоите деца. За да му решиш на твое дете немој да пушиш цигари, ти не треба да пушиш цигари. А не со цигара во уста му велиш немој да пушиш цигари. Му викаш стани за сабах намазот, ти не си станал никога за сабах. Му викаш учи Куран, а ти си во Фейсбук. Ти си во Фейсбук, му велиш нему учи Куран. Ова никогаш нема да имат резултат. Ова никогаш нема да вроди со плод. Никогаш. Ни на твој деца, ни на твоја жена, ни на твој комши, ни на джемат, ни на заница. Нигде, никаде нема да имат плод, ако ти самиот не си пример за тоа што го зборуваш. Најдобар пример. Ако си газда во некоја фабрика, ти не можеш да дојдеш во 10 работниците да бараш да дојдеш во 7 на работа. Ти треба да бидеш пред 7 во работа. Треба да работаш најповеќе од сите. Најповеќе од сите. Да се грижиш најповеќе од сите. Во секоја една работа треба да бидеш пример, за ако сакаш твојот збор да има влијание, да има та'thир. Ако не, не може. Побарале од Ебу Ханифе, еден од тие робови кои пиле во негово време, да зборови во хутба за ослободување на робови, вредност на ослободување на робови. 3 хутби не зборувал, 4-та зборувал сите што слушнале. Во тоа место за вредност на ослободување робови што имале ги ослободиле. Овај роб кој побарал од Ебу Ханифе, рахимахуллах, да зборува за ова, рекол зошто не зборуваше 3 џуми. Ебу Ханифе рече, немав јас никогаш во мој живот роб. Собрав пари за овие 3 џуми, купив еден роб и го ослободив. За да имат пример, за да има негов збор тежина. Пегамбер алейхи селам, негов збор секогаш беше подкрепен со негови дела. Велит улема, број еден влијание на говор има говорот од делата. Број 2 говорот од устата. Прво треба да зборуваат делата, после да зборуваат устата. Повеќе ќе имаат влијание едно дело него 1000 реченици. А денеска ние имаме 1000 реченици и ни едно дело.
Денеска имаме многу зборување, дела немаме иш. Ова е голем проблем. Пегамбар алейхи селам, кога се пресели негов син Ибрахим, негов син, мал, неколку месеци, 7 на година и 10 месеци, живе ова дете, се пресели во Ахирет. Пегамбар алейхи селам почна да плаче. Дојдоа солзи од негови очи. Сахаби не чекаја иш. Пред ова пегамбар алейхи селам кажа хадис, немој да кукате и да се кубате кога умри некој. Джахилијески, тие се кукае на редве, јани се мала по образи, ше се штипе. Пегамбар алейхи селам забрано ова нешто. Хадис е забрано ова нешто. Строј харам. Кога го виде сахаби на пегамбар алейхи селам како плачи, не чекаја иш. Вчера рече да не плачиме, да не кукаме, тој плаче. Плачеше само пегамбар алейхи селам. Само плачеше. Солзи само му потекоа од негови очи. Го праша Расула, нели ти забрана да се плачи, да се удират и да се купат за некој ако умрет? Рече да, али ова не е тоа. Ова е рахмет на срцето кој го покажуваат очите. Ова е само рахмет. Ова не е кукање, ова не е джахилијет. Сахаби ако виде контрадикција ке пегамбар алейхи селам и ке некој други, ке пегамбар алейхи селам ако виде контрадикција, негов говор и негови дела, одма го прашуваа зошто ова. Кога пегамбар алейхи селам, кога се случи сулхул Худейбија, договорот на Худейбија, примирие на Худейбија, пегамбар алейхи селам сахаби беше тргнат да прави умра, да прави хадж. Дојде до Худейбија. Му нареди на сахаби се направи тоа примирие и нема да се од во хадж следната година. Пегамбар алейхи селам му нареди на сахаби да ги избрише нивни глави и да заколет курбани. Сахаби не коле. Сахаби не избрише нивни глави. Пегамбар алейхи селам се насекира. Аиша радијаллаху анха рече: Расула, излези ти, заколи прво ти и избриши глава. Излезе пегамбар алейхи селам, закла, избриши глава, почна сите сахаби. Ова е пример. Ова е да видиш ти пример за другите. А не да зборови твоја уста, твои дела да бидат акс противно од тебе. Да немаш никакво дело ке тебе. Да остани само твојот збор, твоето зборување. И да се нахрани со ова нешто, со зборување. Зборуваш, се нахрануваш. Ти мислиш дека го нахрани твојот нефс. И излегуваш како да ти завршило врската. Не бе. Не ти завршило врската. Џаба ти да зборуваш за икиндија намаз колка има вредност ако не правиш икиндија намаз. Џаба да зборуваш, до сабајле да зборуваш, дека тој средишен намаз кој го остен му пропадна делата, дека тој има толку вредност, дека џаба, ако не го направиш овај намаз, џаба ти да зборуваш. До сабајле, тоа зборување твое без дело е само аргументи, докази за тебе за во суден ден, против тебе. Докази прибирање за тебе во суден ден. Веќе да Аллах желешано. Ја ејуха аллазина амену, лима текулуне ма ла тефалун. Овие што верувате, зошто го зборувате она што не го работите? Зошто зборувате она што не го работите? Кабура мактан инда Аллахи ан текулу ма ла тефалун. Само колку е лошо тоа ке Аллах желешано што го зборувате и не го работите. Многу е лошо ке Аллах. Многу недобро. На недобар степен е тој што го зборува нешто, а не го работи. Друго, вете Аллах желешано: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Им наредувате на другите да прават добро, а сами на себе заборавате? А вие не правите? Вие што зборувате книгата, вие што сте учени, вие што кажувате. Афала тaqilun, зарем не разбирате, зарем не размислувате, зарем немате ум? Немој да зборуваш ако не работиш. Молчи. Те е све аргумент против тебе. Све во книгата во суден ден ќе види те ќе говори против тебе. Знаеше дека икиндија треба да се клана, не ја клана. Знаеше дека треба да дај зекат, изборуваше за вредноста на давање зеката, ти не даде. Ова е све документ против тебе во суден ден. Друга метода која треба да ја имат еден човек, еден муслиман, еден верник во негов живот, за негово влијание да имат кај другите, кај негови деца. За да направи добар тербиет кај другите луѓе, за да одгои некого. Тербиет со киса, тербиет со случка. Ова е суннетуллах.
колку киси Аллах Желешану случки ни кажува во Куранот. Вели Аллах Желешану на пегамбер алейхиссалам: "Нахну накусу алейка ахсана ал-қасас." И ние на тебе ти кажуваме најдобри случки. Али овие случки, овие киси да не бидат приказни. Да не биде нешто астрономско, да не биде нешто измислено. Овие случки, овие киси да бидат подкрепени со Кур'ан и со Сунет. Најповеќе човекот, кога не вреди некој насихат со дефиниции, кога некој насихат, некој совет, не можеш ти со некој дефиниции да му го доближиш на некој, најдобро можеш да му го доближиш со некоја киса, хасатен специјално кај твои деца. Секогаш тие ќе обрнуваат внимание на тие киси, на тие случаи што ќе му ги кажеш ти и ќе има многу поголемо влијание кај ними. Ова метода е користит Аллах Желешану. Во Куран знаеме за Ибрахим, за Исмаил, за Исхак, за Ејуб, за сите овие амби Аллах Желешану ни кажува случки. За Бено Исраил, во време на Муса алейхиссалам. Сите овие случки Аллах Желешану ни кажува за нас, за да земаме поука, за да земаме ибрет, за да се одгоиме тамам. Една од тие случки, една киса, еден хадис на пегамбер алейхиссалам кој е во Бухари и во Муслим. Во две збирки. Сме го слушнале сите. Еден хадис лечи 3 големи болести. Само кога би го зелеми ова киса, оваа случка. Вели пегамбер алейхиссалам: пред вас излегува тројца на сефер, на пат. Ги фати дожд во пат. Се скрија во една пештера. Падна една голема сахра, еден голем камен пред нивни влез. Видоа дека немат излез од ова освен Аллах Желешану. Сите врати се затворени освен врата кај Аллах. Ова не се затвора никогаш. Ова врата често ја забораваме, тропаме по други враќа кои се затворени со катинари, а ова врата не е затворена. Велите еден од ними рече да бараме кај Аллах Желешану со наши добри дела што имаме правено. Се вели првиот од ними рече: "Ја Аллах, ја имав 2 родители кои беа во длабока старост. Бев овчар. Немаше да дојдам, јани приближно хадисов, јани разговор. Немаше да дојдам од пасиште со моите овци, а прво да не ги напоам моите родители со млеко, потоа мојата фамилија. Една вечер се закаснав. Дојдов касно. Ги најдов мои родители како се заспани. Мои деца вртеа околу мене и ме тргаа, вели, за моја облека да ги напоам ними, а ја ветив дека никогаш нема да ја напоам моја породица пред да ги напоам мои родители. И чекав така до сабајле додека се раздена, да се разбудет. Не сакав да ги разбудам од сон. И ги напоив мои родители, потоа ги напоив мои деца и моја породица. Ја Аллах, ако ова беше само за тебе, спаси не, куртули не од ова. Вели се отвори сахра, тој камен малку. Види, да зборуваш за доброчинство на родители, имат ајати, имат хадиси. Али човек некогаш, некој немој да зема поука, не од тие дефиниции, од тие ајати, од тие хадиси, дека после почитување на Аллах Желешану е почитување на родители. Ако родители умрет, еден или двајцава незадоволни на синов, овој нема да влезе во џенет, зашто Аллах Желешану не е задоволен од него. И да му зборуваш вака може би не. Али со овај пример, со ова киса, ако му кажеш на некој мој да имат големо влијание кај него. Како што се докажи во овој хадис, го кажа пегамбер алейхиссалам дека со доброчинството довата ја услушана. После ова други, второ. Ја Аллах, ја имав една моја роднина, која ја сакав на неја. Ја побарав да има зина со мене, ме одби. Дојде сушна година. Побара заем од мене. И реков, ќе ти дам заем, освен ако правиш зина со мене. Вели кога се доближав до неја, ми рече: "Иттакилла, плаши се од Аллах." Кога го слушнав овај збор, вели се стресев. Се повлеков и реков: "Ево ти ги парите и слободно си од мене." Да го сакаш на некој, најповеќе да го сакаш Аллах Желешану. Да му зборуваш за хуб, за љубов, за сакање, дека број 1 треба да се сака да Аллах Желешану. За честитост, за поштеност, за богобазливо да се зборува, во ова киса имаш све, во ова случка. Со една ваква киса можеш на некој да си себеб да се упати, да се уплаши од ова нешто, од овие харами.
да добие некој теквалук, богоблазливост ке него. Значи, ова жена била честита, а и овај постанал честити себе по овој збор. Трето дојде тројца што заглавија во пещера, бил еден богат човек кој имал многу работници ке него. Работеле сите, дошло време да ги исплатил на сите, али еден од тие работници не бил во моментот, бил заминен. Фатил на пат. Овај човек ги земал негови пари, вели пегамбер алейхиссалам, и ги вложил. Купил овца или овци. Тие овци не се зголемие, стана една долина со овци. Потоа купил крави, една долина со крави, потоа купил камили, една долина со камили. Стана 3 долини со камили и купил работници, робови, се вели во хадисот, за да пред хизмен нојве. По извесен период дошол овај човек. Тропнал во врата и му рекол: "О газда, јас сум тој работникот, дојдов да го земам мојот дел од парите." Велит газдата му рекол: "Ова све што гледаш е твое." Овие овци, крави. Рекол: "Немој да се игра со мене, не ова све твое." Велит: "Ги зема сите и замина ја Аллах, ова го направив само за тебе. Ако е ова само за тебе, Аллах ослободи ме." И вели тој третиот се ослободи карпата и излегува сите. Кога сакаш да зборува за поштеност, за аманет, каже ова киса. Ни еден од условите од методите може да употребиш ова киса. Кога денеска многу фалит, денеска работникот му работи, не му плашта на некој. Вели пегамбер алейхиссалам, плати му на работникот додека му се исуши неговата пот. Пред да му се исуши неговата пот. Дневница од 7 савајле до 10 навечер. Па не е ова дневница, 2 дневници. Не една дневница, 2 дневници. Има работно време. Од 7 до 7, колку се договориме? Од 7 до 6, од 7 до 5. Колку се договориме, толку треба да му платиш. Зошто? По извесен период не знаеш што ќе те задесе тебе. Че се чудиш од каде тоа штета, од каде тој мусибе што ти се случува тебе. Али денеска многу вакви вредности се изгубиле. Трет метод, тербијет, одгој со пример. Нешто да споредиш со нешто. За да му кажеш на некому некоја вредност или да споредиш со нешто. Ако сакаш да кажеш колку е вредно, колку злато е. Ова не е злато, ама да му кажеш вредноста. Или обратно, на нешто да му намалиш вредноста. За да му е подобро да свати, зашто не свашта. Да му кажеш колку е вреден ислам. Ислам е повреден од око, од 2 очи, од 2 уши, од јазик, од зъби, од бубрези, од срце, повреден од све. Не знаеш како да му објасниш, тој не знае вредност. Треба да му направиш пример. Таков пример, вели Аллах Желешану: وَتِلْكَ أَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. И ние тие примери ги даваме за луѓето за да размислуваат. Тие примери што се во Кур'ан, што Аллах Желешану ги кажува како примери, како споредби, ги кажуваме за луѓето да почнат да мислат, да размислуваат за тоа нешто. Ќе кажеме 2 ајати за 2 примери кои ги кажуваат Аллах Желешану, 2 споредби кои ги прави Аллах Желешану. Првата споредба е за луѓе кои го разбрале динов и после ова не работе спрема теа. Го научиле некои прописи од дин и не работе спрема ова. Со што Аллах Желешану ги споредби на ними. Велите Аллах Желешану: "Меселу лелезина хумилу ат-таурата thumma lam yahmiluha kemethali al-himar yahmilu athfara. Bi'sa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Велите Аллах Желешану, примерот на тие што му беше ден Теврат на ними, му беше објавен и му беше пропишан. Лем јахмилуха, thumma лем јахмилуха, и потоа не работеа спрема него. Тие го разбраа, дојде ке ними, го видве, научие и после не работа. Вели тој е пример ке мetheli химар, јахмилу асфара. Тој е како пример на едно магаре натоварено со книги. Примерот на човек што знае, што разбрал и не работа, веќе Аллах Желешану е како пример на едно магаре натоварено со книги. Да го натовариш со книги.
Bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah. Само колку е лош примерот на луѓето што ги направи лажни Аллаховите ајати. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah dželle нема да го упати народот зулумчарски. Знаете, ти вели знам, разбрав, читав и не бе. Како магаре натоварено со книги. Тој илм ке него што го имат како едно магаре се има. Друго ништо. Тие што му вртет грб на насихат, на совет. Тие што му вртет грб на некој меџлиси каде се зборуваат Кур'ан и Суннет. Што му вртет грб, што не ги сака. Што бегат од тие меџлиси каде се зборуваат за Аллах, каде се зборуваат за дин. Што му вртет грб. Веќе Аллах желешано, за овие вакви. فَمَا لَهُمْ عَنْ تَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. И што му е на ними, тие му вртет грб на советот, му вртет грб на насихатот, му вртет грб на тоа што биде советувани. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Како да се, види, превод на овој збор, како да се зебри. Диво магаре. Химарун вахши. Ова множина. Како да се зебри, велите Аллах Желешану, фаррат мин касвара, како да бегаат од лав, касвара лав. Што ги баркат тие зебри, така беге тојве од насихат, така бегат од меџлиси на зикар. Каде се спомнит Аллах Желешану, каде се дели насихат, бегат од ова нешто. Бегат од опомената на Аллах Желешану, бегат од суннето на пегамбер алейхиссалам, велите Аллах ги споредува новие како зебра што е баркатено кармолочно животно да изе. Така е состојбата на овие луѓе. Ова е еден од услугите да даеш пример, да даеш споредба на едно со друго. Вели пегамбер алейхиссалам во хадис се пренесува дека пегамбер алейхиссалам бил во меџлис. Дошле тројца луѓе во џамија на пегамбер алейхиссалам во хадис. Еден од тие луѓе нашол место и седнал во таа халка. Еден од страм седнал позади таа халка. Немало место напред, седнал позади. А третиот излегол во врата. Кога завршил дерс, пегамбер алейхиссалам му рекол дали сакате да го обавестам за овие тројца. Овој првиот што се доближа, тој се доближа кај Аллах Желешану, а Аллах Желешану го доближа кај него. Вториот што се устрамил, страм, седна, не правеше место напред да се друга, седна позади, и Аллах Желешану се устрами од него. А четвртиот што му сврти грб на овој меџлис, Аллах Желешану му сврти грб на овој човек. Му сврти грб на овој човек. Хадис на пегамбер алейхиссалам во Бухари и во Муслим. Аллах Желешану створи мелаик. Дене и ноќе кружат по улици, во секој едно место, во секоја една џамија и барат места каде се спомнуваат Аллах Желешану. И кога најде такво место се качуваат во сема, Аллах Желешану најдобро знае ги прашуваат: што прават мои робовите слава? Што барат мои робови бараат џеннет? Дали го виделе нешто, кога би го виделе нема да престанат да барат? О што бараат спас од џехеннем? Дали го виделе нешто, кога би го виделе нема да престанат да бараат да заштит од џехеннем? Велите Аллах, бидете шахиди, сведоци, запишите нивни имена, ама опростив на ними. Ја Аллах, дојде еден за дујна. Дојде еден туа се доближа, тој нема таков ние. Запишите го и него да не жалат негова дружина за него. Овој хадис сахих во Бухари во Муслим. И четврти метод, четврти услуг на крај, за ако сакаме да имат влијание наш говор, да имаме добра методологија кога сакаме да одгоиме на некого. Било кој да биде, наша породица, наши другари, комши, кого сакаме да му направиме дава или да го одгоиме таа персона нешто. Четврти услуг, да имат разговор, хивар, да имат да разговараш со него. Не да наредиш, не само. Наредба. Вака и готово. На твои деца вака? Не. Со хивар, со разговор. Ова е една од методите кои пегамбер алейхиссалам користеше за сахабија. Со сахабија. Хивар, разговор. Види, пегамбер алейхиссалам дојде еден човек кај него еден ден мораше седна помеѓу него, пред него и мораше ја Расулуллах. Ја верувам во Аллах, верувам дека си ти пегамбер, верувам во Куран, али барам од тебе дозвола да ми правиш дозвола да правам зина. Види колку тешки молби. Поволе пегамбер алейхиссалам дозвола за зина. Види, наш фикар денеска не знам, најмалку со два удари, три удари добива овој човек. Али пегамбер алейхиссалам немаше ваква методологија.
Му рече, што мислиш ти кога би прел зина некој со твоја мајка, твоја жена, твоја сестра? Дали би ти било добро на тебе? Ова е хива разговор. Рекаме сам вака, имаше една од неговите методи во одгој на тие сахаби. Кога слушна овој сахаб, дали сакаш некој да прави зина со твоја мајка, вели тој пренесе тоа киса, замолчи наведна негова глава. Пегамбар сам вели ја стави негова рака на негови гради и направи дуа Аллах Желешан да го заштити од ова греф, од ова нешто и вели тој сахаб, после ова никогаш во живот не помислив на зина и најомрзено дело, најомразено дело ке мене беше зина. Метод на Пегамбар сам. Зошто да немат разговор? Треба да имат разговор. Немој секогаш на слепо, немој секогаш со наредба, немој секогаш со сила. Некој работи оде со разговор. Тој разговор мој да биде посилен од 1000 удари. Се преноси дека Пегамбар сам додека бил со сахаби во џамија, дошол еден човек, бедуин од пустина. Дошол во џамија, во еден од чошовите од џамија почнал да врши мала нужда. Станале сахаби, уџум на него. Пегамбар сам рекол, оставете го. Оставете го, нека изврши нужда. Кога извршил нужда, Пегамбар сам го повикал на овој бедуин. Разговор. Седне. Не знам, овој дошол од бедеви, од пустина. Овој ке него немат прописи никакви. Овој не знае ништо. Овој знае само да се закрие мало да изврши нужда. Така, од мал до голем, така се научи, така трби. Пегамбар сам го знае. Рекол, дојде. Рекол, ја, Пегамбар, Аллах Желешану ме испрати Пегамбар, Аллах е единствен Бог, објаснал дин, Куран, се спушти објава, ова е месџид, правиме ибадет на Аллах Желешану, овде не се прави нужда. После ова, овај човек, вели Пегамбар сам, овај човек после ова прима ислам. После ова правеше дуа за Пегамбар алейхиссалам. Во негова дуа ја Аллах да му на Пегамбар алейхиссалам ова да му ова, а за сахаби не ги спомна ни еден од сахаби во негова дуа. Види, ако стане сахаби, ќе го тепа, ќе му направеа штета што ќе го прекинеа да мокри. Пегамбар сам ги знаеше ова. Не смеш на никој да го прекинеш да мокри. Еден од едепите не сам Пегамбар сам го забрано. Ова е тој хивар, ова е тој разговор кој фали денеска. Само уџу, само напад. Не бе напад. Ако те нападнеше вчера тебе некој додека ти не знаеше прописи од ден, можеше да видиш најголем душман на овој ден. Можеше да видиш најголем душман на тој џемат, на таа заедница, на тие луѓе. Али не оди секогаш со тие работи. Иншалла Аллах Желешану да ни даде разбирање, да можеме да одгоиме добри генерации, да можеме да одгоиме добри фамилии, добри семејства кои ќе бидат носители на овој ден и бранители утре. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илла анта, настагфирука ва натубу илейк.